Ние вечерва се наоѓаме, тоест уште малце не знаеме кај се наоѓаме. Се наоѓаме во Струмица, во PR кафе. Па сега се гледам пред малце и викам на техничариве мои драги, викам, колку геджети имам овдека како Милан Тарацу, да не сака некој да му гледам. Требаше вака да направиме, бе. Да гледам на топка, бе, кој ќе погаѓа. Не заекот што ни беше овој трајче, него ја да погаѓам вака. Вечер ќе тепа Велс, вечер Велес. Така да постирајте на footballmaniashow.mk, може да ви гледам на фудбал. Гледам на фудбал. И трева, слушај организација, и трева донесете ми. Гледам на трева. Ама не, убава фудбалска трева. Баш сте бе, значи, стварно сте вака. Денеска сме, значи, во Струмица. Струмица на улица. Зошто е песен? Знаете што ми тек да преска? Струмица на улица, никогаш не сум го заслушал текстот. Сега ќе го преслушам. Струмица на улица. Најпознато, кој ќе каже некој, да е многу креативно. Ево, во Струмица на улица. Проклет да биде, среќа да не виде, кој прв започна, љубов да води, две срца да страдаат. Често со него се среќавам, срце ми трепери, душа не ми дава, како да му прозборам, во Струмица на улица пред него излегов. Грбот ми го сврте и Тивко ми рече, јас не те сакам, јас си заљубив друго либе, залюби си и ти. Па добро бе, па така ли се одбива женска, посебно во Струмица. Инаку денеска сум без Дарко во Football Mania Show. Дарко е оправдано одсутен по работно-приватни обврски. Требаше да имаме гостина, ама никој не ме врти 2%, пошто не требаше да имам гостина, ама во Струмица е тешко да имаш гостин за фудбал, затоа што вика дека 5 женски се на едно машко. И сега овдека, како се вика ова Струмица на улица, ова шеталиштото што е, тука гледам, стварно има многу повеќе женски и затоа не можев да најдам гостин. Доколку вие имате предлог кој да дојде гостин, значи од оние што следат на Football Mania Show, пишете ми, ве молам. Пишете ми на каналот, на нашиот канал на footballmaniashow.mk или препратете го да дојде во PR кафе. Ке се видиме тука, може да гостува, ќе поразговараме за европското првенство, за неговите ставови кон ова првенство, за неговиот омилен тим, за неговиот омилен играч, за женски ќе си правиме муавет, за пијачки ќе си правиме муавет, за топкава, зашто сака, може да добие подарок, фудбалска топка подпишана од мене, а утре ќе му ја подпише и Дарко. Ако ме разбирате ова што ви зборам, јас сега тука покушавам, јас сум од Куманово, покушавам скопски да зборам. Демек литературно нема везе, тоа е скопски, пошто од Струмица, преска нарачав едно кафе, викам едно макијато, може ли за мене? И ми викаат, маленко макијаце. Викам, шо? Маленко макијаце ли? Викам, маленко макијаце. Ова наша Македонија не може да се разбереме, од Скопје до Гевгелија не може да се разбереме. Па ми текнува на една случка, патував од Софија за Милано, со авион. И седам на аеродром и позади мене седат млад пар, дока 40 на години, детето да имаше 10 години, и нешто детето ги прашува цела време на италијански. Мама, а perché non 34 не трети, ми кими трети, не седиме? И мајко ми каже, не сајма. Викам, гледај италијански, ништо не разбираме, мајко ми. Викам, како може збор да не разбирам италијански? Па, вика детето, мама, perché non come 339, 34 не седи, не ведете. И мајка ми каже, non lo sai, mamma, не знаеш што е татко, така ти кажал ти 3-3. Викам, чекај, како не почнам да разбирам италијански. Па детето прашува нешто, мајка ми non lo sai, mamma, татко 11 сати, 11-15 сати што кажам тебе. После гледам, тоа да ти биле струмичани гастарбајтери во Италија. Ама знаеш како зборат? Италијанско-струмички, италијанско-струмички. Така си го меша, за момент мислев дека знам италијански. Знаеш како му вика на детето? Баста! Баста си не рекох! Баста! И после вика... Вика, ротондото. Ротондото е кружниот тек. Вика, ако влезеш на ротондото натре, цар си. Што сакате да ми кажете нешто? Може ке имаме гости, се пријавија? Пуштете ги одма. Обезбедете микрофон, ке ги пуштиме одма. Само овој кадар мене пуштете ме, да не гледат, да речете кај што се местиме. И што нели струмички така звучи стварно малку како италијански, а после ми текне, знаеш кој е по италијански дијалект? Охридски. Пази добро, ти позади камера што се смееш. Пази се добро. На охридски. Море, моќоре.
Нели, море, моќоре. Колку италијански звучи? Или чекај, што беше други италијански? Мама, ќе дикла. Знаеш што е? Мамо, кај да ги ставам? Кај да ги кладам? Мама, ќе дикла. Ќе дикла. Кај си море? Кај си море? Скроз пе италијани. А нема врска, друго сакам да кажам. Овде е, значи, градот на жените, а додека ние го сместиме гостинот, само да видам, значи, веќе некој ми се пријави да ми биде гостин, ќе замолам од режија да го спремат видеото, да го подготват. Измонтиравме едно видео од сите емисии до сега што поминавме негде околу 12 се мислам до сега. Тоа се highlights. Да, со таков микрофон ќе го пуштиме. Топ. Додека ние го наместиме гостинот овдека во импровизираното студио во PR кафе, а вие пишувајте, праќајте SMS-и, праќајте мејлови, пишувајте на Facebook, јавувајте се на сите оние кои што се дома, а сакаат да проследат фудбалски натпревар во една навивачка атмосфера. Ние веќе навиваме за Велс, секогаш навиваме за послабите. Испратете ги овде во PR кафе. Ќе замолам од режија да го проследиме видеото со, ние си го викаме highlights од сите емисии кои што до сега ги имавме, тоа се некаде околу 12. Аре го видиме, за тоа време ќе го покарам гостинот, нека седне лево или десно од мене. Значи зашо сите за Бекам, јас за тоа. Кој за инат беше за ова? За инат, али стварно е полудо. Видеоконтрола. Майкл Овен ми беше, која беа тука. Сака да ја свртиме кај Майкл Джексон. Ама пази, значи зашо сите за Бекам, јас за тоа. Кој за инат беше за ова? За инат, али стварно е полудо. Муабет ке фатиме. Само еден микрофон имаме. Еден. Вака ќе се преместиме. Ти седни во средина. Да, седни во средина и ќе разговарате на еден микрофон. Седи во средина слободно. Ме имаш ли мене? Имаш мене, добри сме. Така, доближете се уште малце еден до друг. Така. Веќе сме во живо. Оди видеото. Отиде видеото. Значи веќе сме во живо. Па така кажете, ја најмногу сакам живо. Здраво за Столе. И Столе. Како се најдовте бе, вие се биравте да бидете другари, така? Другари сте најболи, претпоставам. Да. Столе и Столе. Само да знаете дека ја имам другар Столе. Од кај кажавте дека сте вие со што се занимавате? Сме државни службеници во општина Босилово. Општина Босилово. Мојот другар се вика Столе Велков. Дали го знаете акторот Столе Велков? Стојан Трн Велков. Стојан Трн Велков. Многу сме блиски. Колку стојанчиња има по Струмица? Има многу. Чекај, вие се биравте случајно или намерно да бидете Столе? И случајно и намерно. Колку време сте другари? Другари сме веќе 7-8 години, а колеги колку сме? 3-4 месеци. 3-4 месеци. Така се запознате? На оглас, барам, Не. пушти во оглас, барам другар по име Столе како моето да работе во општината во Босилово. Слично нешто. Тука некаде. Така ли? Инаку вие сте по професија? Професија градушен инженер. Така? Јас по професија земјоделски агроном инженер. Земјоделски. Добро, во Босилово тоа таман си по струка. Да, Па и градежен, така? Има таму во општината посебни сектори нешто за работите или? Има, да. Има, така, вие сте си според струка во секој сектор. Браво, баш ми е драго. Фала ви што дојдовте во студио. Овдека разговараме за се освен за фудбал, пошто во фудбал многу не се разбирам. Играте ли вие фудбал? Може рекреативно, да. Рекреативно? Јас навивам само. Само навиваш? И ја како тебе да ти кажам право. Ја кога одев во мало да играме фудбал, и ја бев она смотаното дете што или му викаат се и ти покрај аут линија ќе бега топката, ти кидеш по топката. Или вода ќе носиш. Има уште еден другар, он беше дебелко и дебелкото стално на гол го става, да не трча многу и он голман беше. И ја трча по топките, он голман. Вие што позиција играте? Да. Овака стручно да ме прашаш. Шо? Јас позиција
плускање раци. А, ти си клакер, поддржувач. Да, ти си верна публика. Епа, штом си верна публика, од дека имате омилена репрезентација, штом нашата нели македонска не игра на европско, имате некоја омилена репрезентација ваша? Па има, јас сум за Франција, бев за Хрватска, сега за Франција. За Франција, а? Омилен играч, некој така посебно те воодушевува? Оливие Жиру. Жиру, така? А претходно некој од постарите, воопшто во животот да те воодушевува? Тиери Анри. Анри, така, исто и јас мислам дека тоа беше еден не вон сериски играч. Највеќе на Арсенал и он е највеќе на Арсенал. На Арсенал, така? Браво. Малку има тука Арсенал, Челси, малку од се. Да. Јас сум моментално за Белгија. За Белгија, значи вечер ти си против мене. Против нас. Ние во емисија навиваме за послабите. Па добро, јас навивам за За појаки. обично јас навивам за послабите, ама сега моментално така се деси. Уште од почетокот на мундијалот сум за Белгија. Така? Да. Баш ми е драго. Сега ќе видиме вечер кој ќе победи. Инаку имавме во претходните емисии, во претходните изданија имавме заек кој што предвидуваше и негде околу 75% од резултатите ги предвиди. Му дававме Морков да проверува, да касне од кај ќе касне, стававме знаменце на Морков, да ти кажем право ги победи. Вечер и јас исто типувам на Белгија, зашто се дефинитивно доста појаки, ама ова првенство се покажа дека појакиот и не е посилен и постабилен, нели така? Инаку од секој сум навел за Германија. Мислам дека Германија, таа стабилност нивна, тој ментален склоп, не може никој да го стигне, иако белгијанците оваа година се многу јаки, така? Да. А друго нешто спортувате, еве, не мора фудбал, се бавите со спорт. Претежно фудбал, друго кошарка малку, тоа е. Така. Кај има поише женски, на кое игралиште се собира, а таму идеме. Абе, стварно ли е тоа дека во Струмица толку женски имало, дека имало женски 5 на 1? Да. Дури можеби повеќе. Колку? Па наши проценки се некои си 7 према 1. 7 Ама на 1. окей, 5 спрема 1. Еве бе 5 да ги пишем. Како постигнувате, човече? Па вие за тоа не спортувате? Многу јасно. Па многу Нема јасно време, се знае не. кој е најболиот друг спорт во спорт. Струмица. Мора пред се да си физички спремен. Мора си спремен за Струмица, бе. Сите викаат ќе идем у Струмица да живееш. Како бе, брат? Тешко бе, чекај малку. 5 женски, не може имаш една девојка. Под 3 ако си, тоа е смешно, така. Чекај, на што се должи тоа што има толку многу женски? Бе? Нешто има. Клима, исхрана. Мора некој да најдеме да прашаме од постарите како се прави женско, како машко дете. Рецептот да ни го каже. Мораме, ама ако сакате машко, у Струмица, не дај Боже, у други градови. Вие увезувате. Формула за машко не. Вие се треба да увезувате како фудбалски тим, треба трансфер да правите. Трансфери. Како се вика, позајмица. Од кај би позајмувале еве од Македонија така највише? Бугарија, Украина, тука нешто. Аха, така, не видов. Женските се од таму. До кај сме со напредот, не треба да почне. Имаме време? Имаме време. Чекај, не бе, јас ќе видам сега, ви имам саат, бе. Гле колку све што имаме. Знаете ова телефон дека доделуваме? Саат имаш? Идол 3, имам саат на телефонот. Порано, знаеш како беше на саат ова. Сега не можам да носам саат, колку влакна имам нова и се депилирам. И никад не носам саат. Знаете Робин Вилијамс тоа што вика? Вика, гледе колку ми се влакнисти рацете, бе. Не стендап викаш. Гледе колку ми се влакнисти рацете, сите на хеви метал концерти идат и глава тресат. Вика, јас со раката вака тресам. И ја така саат не може да носам, кога ќе го извадам, овдека ми е голо. Депилирано, овдека крв ќе си пушти. Вие живеете во Струмица, а гостувате во Босилово? Не. Него? Живееме. Јас сум од село Иловица. Како се вика? Иловица. Иловица. А, го имам чуено? Село Моноспитово, ако Моноспитово. некој нема слушнато, на покојниот председател Борис Драгински, Родното, да. Родното место. Да. Стварно ли е во Моноспитово приказната дека имало колку 20 различни религиски храмови? Не точно. Не, колку? Не. Или Колешино е тоа? Колешино. А Колешино ли е? Добро, може јас. Со религиите, да. Така, дека имало, значи од секој има по еден Ова храм. Моноспитово е последното училиште во Македонија, па Така. и поширо. Што беше тоа Моноспитовско блато, нешто, што Да, беше? Моноспитово. Тоа е нешто лековито, не? Не нешто Или нема везе, туку, училиште, Не, тоа знам. да, значи најглавниот ресурс во Моноспитовско блато е папратот, кој расте само во Моноспитовско блато, Калифорнија и некои делови во Кина. Тоа е истиот. Исто, шо, микрофонот? Не се слуша? Не се слуша. Пошто?
Поблиску, да, поблиску микрофонот. Треба Секој да штедеш. Значи, тоа моноспиталско блато е познато, еве јас стварно не знам. Да? Е познато по што? По Папрат. папрат. Да. Значи, папратот Осмунда бива само во регалис. тоа мочуриште. Да, само во тоа. Осмунда регалис. Ти како агроном, чекај се стручно ќе ни кажеш. Ајмо да чуеме. Или кралски папрат А како се на вика? македонски. Како? Осмунда регалис. Осмунда егалис. Регалис. Регалис. Да. Тоа за орегал, го земаш и си го ставиш во регал, така? Да. Или регал, го зимаш, го пресуваш, правиш регал. Го зафркавам. Не, стварно не сум знаел. Значи тоа е многу ретко, тоа е Да, ендемски вид овде кај нас. Да. Нешто што го нема никаде. Да. Тоа што ги спомна во Калифорнија, што е слични. Единствено во Калифорнија и во мали делови во Кина. Во Кина. Зашо се употребува тој папрат? За регали. Обич Не, обично се употребува за некои овие кинески скулптури, значи оние малецки. Аха. Се употребува за фактички да се на порцеланот. Добро. Уствари не порцелан се прави со Од овој папрат. Да. Аха. Од цветовите на папратот, Од некои си цветовите. сјај, некои си сјај дават, некој посебен сјај на скулптурите. Така. Ти си агроном, некоја посебна гранка од агрономија, нешто посебно да те интересира, нешто да си усмерен, нешто посебно имаш? Општо сум моментално, сум општо агроном, ама најмногу би сакал да занимавам со заштита на растенијата. Заштита на растенија. Да. Баш убаво, да. И имаш некоја акција до сега, нешто така, некој апел, еве сега да им кажеме на гледачите? Апел на гледачите, што знам. Да чуваат нешто што е кај нас во истребување, нешто што треба да се одржи, Да се користат очува. органска храна, Така? како пред се и да не се залажуваат по огромните и големи плодови на растенија. ГМО. Е. Јас знаеш дека Тоа е органски се тоа. искранувам. Тоа е тоа. Ја органски Да не се се искранувам. залажуваат по квантитетот Така да? на плодовите, туку по квалитетот. Јас исто органски се искранувам. Од органи. Среце, органи. Джигерче, желудниче, Желудниче, кембе чорба, срценца, пилешки джигерчиња. Тоа е органска храна за мене. И за таа храна јас не посетувам нутриционист, него изнутриционист за да ми најде добри изнутрици. Значи твојот матичен месар мора да си имаш да ми најде добри изнутрици. Да. Ваша прогноза за ова европско првенство, за финалист или еве победник? Прво место? Злато? Ајде, финалист. Ти еве си можда по фудбалот повеќе. Не знам, може. Он повеќе. како шлискач. Навивач. Што работиш на фудбал? Беме вчера на фудбал, бекме. Утепаме за раце утепам, раците ме болат. Сите нозе ги болат од фудбал играње, него раце го болат. Белгија, Франција. Белгија, Франција финале? Белгија, Франција. Сигурно? Мислиш Германија нема да стигне? Па или Германија, ако не е Франција, може Германија. Ја па демек за Германија, дека сум и одма. Што Ајде, бе ти за Германија, што? за Месот Озил. Чекај, Германија, Франција не може да се погодат во финале. Не можат, да? Може само Белгија, Германија. Белгија, Белгија, Германија или Белгија, Франција, тие може да се Да. погодат. Така, Белгија, Германија, може Белгија, Германија. Тука се Може негде да овие биде, да. екипи, тука се негде. А италијаните, кажи бе брат, чекај до кај сме, химната е. А ви италијаните, овака, лекичко, италијански, 1-0, 0-0, 0-1. И Португалија. Видовте ли вчера, знаеш колку ми беше криво, колку ногти И на играш? мене, и на мене. Без победа. Мислам, без победа да стигнеш до четвртфинале. Добро, нема везе. Дарко Панчев штета што не е тука, он стално го коментира ова као многу голем фактор во спортот е и среќата. Точно, да. Многу голем фактор е среќата, секако. Надпреварот помеѓу Велс и Белгија ќе започне уште малку. Баш ми е драго што бевте мои гости, така да ми раскажете нешто плюс за Струмица и за околијата на Струмица, што дознавме за папра, како го кажа, на латински? Осмундар регалис. Осмундар регалис. Дознавме дека треба да не се залажуваме по ГМО. Како да се залажуваме ГМО кога Струмица има најубави френки и чушки? Многу јасно. Така, нема ГМО во Струмица. Не. Пошто ако има ГМО, ќе почне поише машки да се раѓаат него женски. Затоа во Скопје кога ќе побарате на пазар, само од Струмица. Така. Не дај Боже од друго место, И лубеница. само од Струмица. Лубеница, ја по таблици ги гледам камионите. Секој вид на зеленчук, Да, тоа не само е. од овде. Тоа не е општо. Еве агроном штом ќе ти каже, немаш гајле. Фала ви многу, почитувани гледачи и следбеници наши. Значи вие продолжете да постирате
на futbolmania.show.mk во сите категории. Јас на полувреме ќе се јавам сам и ќе прочитам да поделам фудбалски топки, маички, свирчиња и останати и привезоци, останати подароци што ги имаме. Подароци ќе има сега и за моите драги гости. Ние ќе станеме овде да го проследиме првиот дел, тоест првото полувреме од овој надпревар Велс и Белгија. Се гледаме за некои 45 минути. Чао. Значи, возбудливо прво полувреме, 1-1. Искрено, не ми беше мило кога падна првиот гол, ама вториот кога падна за Велс, баш ми беше мило. Јас имам представник, тоест, не ми е мене гостин бубето, него мене бубето ми е домакин, уствари. Јас сум гостин сега во моментот, зашто јас сум во Струмица. Здраво за бубе. Нека буде здраво. Здраво за Струмица. Здраво. Ти? Баш ти фала? Кој спортисти? Од Струмица? Така? Кој ви е најпознат спортист сега? Од Струмица кој ви е најпознат спортист? Кој? Па така бе, не ти дека викаш остан на те. Па ти да го кажеш. Го знаеш лично Бандит? Лично па да. Така, здраво, здраво. Јас и ти се знаеме лично. Значи волку блиски не се. Значи ние сме многу блиски со Бубето веќе. Бубе се нафати да биде наш гостин. Бубе, ти пратиш спорт? Така, рече дека имаш работено во телевизија. Како што? Така? Спикер на вести? Со кој? Кој е било најубаво интервју така? Украдено интервју. Кој пат не е да украдено? Чекај, имаме. Имаме ново микрофонче за тебе. Со два микрофоните озвучуваме. Идеш директно на сателит. Јасно ли ти е тебе? Мене ми е јасно. Тоа што сум работила ми е јасно. Така? Да. Сега е добро, имаме сега тонски. Има. Добри сме сега. Бе, гледај каков брз тонец имаме, како тигаре. Се е брзо во Струмица. Се е брзо? Се е брзо. Зошто? Така некако луѓето се брзи. Убавите работи се случуваат најбрзо. Кои, например? Па, општо во животот. Кои се Например, убави кога се дава гол, се дава гол. Брзо Тоа се се дава. случува брзо и ефикасно. Љубовта брзо се случува во Струмица? Па, љубовта е широк поим. Како? Па широк Па поим ти е рече љубовта се се сега. случува брзо во Па Струмица. да, сега љубовта е широка Што? тема. Па кои се убавите работи? други? Убавите работа сега сме во спортот, директно Така. зборуваме за фудбалот. Добро. Па најдобро ми е кога се дава брз гол. Кога се дава гол? Да, и тоа брз гол, ефикасен, Брз гол. неочекуван. Така? Да. Како сега што го дадоа први белгијанците? Може да се каже. Сега ќе видиме понатаму Ти за како кој може навиваш да на има. ова првенство? Сега за Италија. За Италија. Да. Италија игра против Германија. Да. Па, но не се менувам, си тешко. останувам на Италија. Никако не мениш Италија. Од секогаш италијаните? Од секогаш, не од секогаш. Ова првенство, Ова првенство. баш да. Зошто така одлично? Па не знам, па Пошто затоа ти што ја победи Шпанија. Дека што е? Ја победи на Шпанија. Само Ти затоа. ги мразиш шпанци. Не ги мразам, ги сакам. Ги сакаш? Да. И? Меѓутоа ме изненади. Едноставно, знаеш, кога нешто очекуваш, а не се исполнува. И те изненади како дечко кој ќе те изненади некој со некаков гест, Па ти ги засака италијани. добро, не тоа така, но едноставно, спонтано. Мислам дека заслужуваат. Италијани. Се во свој време, значи, Така. и А мислам следиш дека спорт? времето сега е баш на Италија, дека Шпанија помина некако. Како еден тренд. Знаеш, нешто кога е во тренд, се носи и Сега потоа во мода се поминува. италијани. А сега во мода се, па да кажем италијаните. Така, Тоа значи. моје мислење, значи, Добро. да не ги предумислувам граѓаните на Јас Струмица. мислев за друго, дека има многу струмичани што живеат во Италија, мислев за тоа да не. Тоа не знам, статистика не знам како е, што Јас е. не знам статистика, преска разговаравме за таа Да. статистика. Ти што мислиш, дали е тоа вистина или не, е дека имало многу помногу бројна е женската популација во Во Струмица, да, па тоа ќе дојде како 5:1 на едно машко, 5:1, 5 девојки, така? да. А во Битола обратно, значи 5 машки на една девојка. Стварно? Да. А што не се фузирате со Битола? Па може би Ама ќе прават се компензации, се е веќе компензација, така да може и во тоа.
На што се должи тоа, бе? Зошто има толку женски во Струмица? Не знам тоа. Што мислиш? Јас мислам дека е до климата. Дека е што? Различна клима, различни климата? услови, па да. Климата е погодна, е почвата за Па женски. погодна е, да. Некако жената е и символ на тоа. Жената е расположена, незините хормони се Да, појаки. баш така. Нека биде климат. Да Така, речеме да, климат. Добро, клима и здрава искрена, еве нека биде. Нека биде така. Чист воздух Нека биде исто. така. Тука се близко водопадите, се релаксира. Да, има некоја атмосфера, па може да се каже и тоа. Вака пратиш спорт? Во телевизија Пратам. кога работеше нешто чепкаше околу Спортот директно не, имав колеги што се нормално занимаваа со тоа. Но јас секогаш бег да ги бодрам како навивач. А мојата професија беше директно за шоумени кој како стигнал во животот, што успел. Вести, се случило тоа, се случило она. вестите во живо оде или Па, во живо, значи имаше вести кога беа во живо, имаше кога имаше снимки, значи се помина едно добро убаво време да се сетиме на тоа време. По професија си журналист или не? По професија моментално не. Журналист не го работам сега тоа. Не за сега, зборам вака, публикација. Да. Журналист, да. Журналист. Тоа го сакам и си останува нешто кога го сакаш, тоа е во крвта. Ма добро, бе, супер. Најубава работа е Да. истражувачко новинарство. Па, истражувачко. Истражувачко новинарство. Тоа мене секогаш ме интригира. Ме заинтригира. Што мислиш кој ќе биде сега на ова првенство европско шампион? Да мислам, не можам да мислам Вака, сега во не го моментот. Зашто бе не може моментот? Па би сакала да биде Италија, но тоа е, не знам како да кажем, доставам да видам Италија и Германија како ќе биде, а потоа, Па после ќе прогнозираш. потоа ќе На прогнозирам. ново. Па на ново да ти кажам. Додека не биде Италија и Германија, не можам да прогнозирам. Добро. Како е тука во Струмица животот? Во Струмица за температурата топло, жешко. А како е, па да ти кажам, е доста добро. Струмица се Како надоградува. наоѓате дечковци? Дечковци. Како се мажат? Ги увезувате од страна, пошто мањак сте со Значи дечко? најубавите девојки во Струмица, зошто да ги увезуваме? Не девојки бе? За Абе машки имате мањак. машки, па тоа, не знам. Како се снаоѓате? Значи, вака го пикираш во град и рачуне дека 5 женски него ќе му се пушта. Па, да речеме компензации сега. Како? Па како вака битола ти реков 5 машки на една искачате во девојка? битола? Не, да искачаме. Искачат битолчени овде и се случуваат нешто. Па има Струмица, па битолчени, ти не си доаѓа? домаќин овде во Струмица. Не, јас не сум домаќин, јас сум гостин во Струмица. гостин, Чекај, па добро, битолци да доаѓа кажеме. тука на излегување? Па кога како сега зависи кој што сака добива. А како се снаоѓаат па? Не знам да ти кажем конкретно за Како тоа се прашање баш како се Сигурно се снаоѓаат. снаоѓаат, многу е лесно овдека да се Па снајдеш. лесно е да. Да се снајдеш овдека во град, там толку женски. Убави, Убави, да. зgodни, паметни, Да. се на куп. Би се преселила од Струмица во друг град? некој? Во друг град сега засега не. Не, Значи сега засега не во моментот. Струмица ти е во срцето. Па во Струмица, да. Центарот На на улица, Струмица. Струмица? Во Струмица на улица. Улица на улица. Да. Не би ја менувала Секој. Струмица за ништо. Некој ми викав дека извини, слабо се слушам. Не слушате ли вие, Андреже? Некој ми кажа слабо се слушам. Кој го пиша тоа? Перо Фрижидеро. Перо Фрижидеро, затвори ти Фрижидеро и појачај го таму звучникот, не ти се слуша тебе. Џоко Тандеми. Чекај, извини, овдека имаме многу рубрики во кои што треба да поделиме подароци. Добро. И сега јас морам да ги прегледам заедно со тебе. Добро, нема проблем. Има разноразни рубрики. Еве го сега овдека кој се јави. Тука не. Тоа не е. Ова треба да го прегледаме. Значи нов немаме жонглирање. Нема некој нов што жонглира. Уште колку минути имаме, само кажете? Топло. Топло бе? Кажи колку топло. Дате некоја салфетка бе, организација. Уште 5 минути имаме. Топ. Још 5 минута. Сега да видиме тука што има. Прославување. И ти кога гледаш фудбал вака со некого, Добро. многу жолчно навиваш или така во себе? Многу бунтовнички, Многу бунтовнички? предизвикувачки. И предизвикувачки, што е тоа? Ај секој може би не требам некоја екипа да победи, но меѓутоа моето набивање излегува по моја. Еј, погодуваш А често? погодувам, не често, понекогаш, но погодувам. Италија и Шпанија ми беше чисто погодување. Мора да признам. Лично да не уплакеш во... Не сум уплатила, но кога би уплатила би победила. Ама вака се кладиш. Вака, Усмено. од Сега љубов. ќе да се обкладиме денеска кој ќе победи? Денеска? Да. Еве, јас давам фудбалска топка.
добро. Ти што нудиш? И јас имам фудбалска топка, нека биде фудбалска топка. Ама не може ти мене фудбалска топка, ја тебе фудбалска. Па не може вака. Еве, ја викам дека ќе победи Велс. Ти си за Белгија? Може така, нека биде. Добро, сега се добро. Значи вака, се кладиме во живо, јас и бубето. Кој ќе победи? Да, ти даваш топка, јас дадам. Јас дам топка, ние ќе се договориме бубе што Ќе се ќе даде. договориме јас што Ти треба си да за дадам. Белгија, па на крај ќе видиме. Да. Дали јас сум победил или бубето победил. Ајде да видиме. Овде не можам затоа што нешто ми се изблокира и не може да стигнам до сите рубрики. Тоа ќе треба на крај да го направиме кога ќе имаме нов гостин. И благодарам на мојата сегашна гостинка, тоест, знаеш што се договаравме? Пред да влезе овде во студио, во PR кафе, се договаравме јас да бидам гостината, таа да биде водителката. Еве ти си водителка, имаш нешто да ме прашаш вака како Па да те водителка? прашам до Еве на пример сега представи се, добро вечер, добро дојде во доста Фудбалманија прашува. шоу. Ајде, Најпрвен добре дојде. благодарам. Честитки Добре за најдов. твојата прекрасна идеја, мора да ја пофалам. Благодарам. Те сослушав. Чекате, сега сум гостин, чекај. Си Ајде. веќе гостин. Еве гостин сум во Струмица. Сега си на моја територија. Така, повелете. Значи, Маца срамежлив ќе да те биде. прашам што те инспирира да ја направиш ова прекрасна емисија и да биде, да кажеме, денеска во Струмица, утре во Гостивар, Тетово, Битола и така натаму. Која беше твојата инспирација? Па вака, ние знаеме дека фудбалот е најважната споредна работа во светот и заедно со нашиот спонзори, со нашите организатори од публици се одлучивме фудбалот уште повеќе да го доближиме до луѓето и многу сакавме да разговараме за сите оние пропратни работи, не буквално да коментираме и да се правиме експерти фудбалски, туку за сите оние пропратни работи што го следат фудбалот, а тоа се навивачите, стајлингот на фудбалерите, што значи тоа карантин, што значи добра трева, што значи лоша трева, лош и добар терен, што значи да си голман, што значи да си тренер, што значи да се има пари во клубот, да се нема, ето за тоа разговараме. Значи, тоа е добра идеја. Во право време, полн погодок, а Струмица нема што да кажем. Како спортски град, Па, да ти кажем, точно си дошол во срцето на градот на спортот. така, Да. многу се познати. Значи, не само што сме добри спортисти, ние имаме таленти и за музика. Значи, овде се и музичарите, спортистите. Полн погодок. Ти да не свириш некој инструмент. Јас не. Инструменти не. Добро, нешто друго вака да ме прашаш во емисија? Да те За колку имаме? прашам, значи да те прашам. Ајде. Што најмногу ти се допаѓа во Струмица? Во Струмица што ми се Да. допаѓа? Вака кога ќе дојдам на прва, многу со сите од Струмица луѓе што ќе врзам муавет, многу ми се допаѓа таа некоја гостопримливост, таа некој ентузијазам и желба да се биде добар домакин, да се направи убав муабет, да се биде духовит, да се остави добар впечаток за местото кај што се дојде. Тоа посебно ми се допаѓа. за Значи, Струмица. любезноста ни е не краси, Любезност. како луѓе. Да. Да си ја зачуваме, Ето, тоа си го да не ја изгубиме. И таков прекрасен човек како тебе да ни биде почесто гостин, а јас ваша домакинка. Фала ви многу. И Ете, да малце ги победиш, сменивме ние па вака улогите. нека ти тргне во фудбалот. Од Да, денес да. па натаму, само голови во твојот Како живот. актуелно што е Пандев, на сите да ни тргне така. Па нека биде така. Фала ви многу што ме последите до крај. Останете, имам да, ама нешто ми е изблокирано. Останете до крај за да поделиме неколку маечки и неколку топки. Постирате, коментирате во сите наши рубрики. Ќе се видиме за 45 минути. Чао. Јоди, па дали е тоа могуќе? Кој ќе го кажеш на српски звучи одма боле. Па дали е тоа возможно? Значи затоа ми се допаѓа ова европско првенство. Исланд и Велес, тоест Велс, ние Велес се го викаме, посебно. Посебно ни е драго. Навиваме за послабите, како што Лестер изненади и покажа дека може со многу помалце пари, со многу помал клуб да стигнеш до титула. А ние режија, пиши таму режија, пишувајте бргу за кого имаме подароци. На footballmaniashow.mk во рубриката Lookalikes, тоест кој на кого личи, еден вика сличен на Герет Бейл. Камера, број 3. Прати добро. Отиде натака снимаме. Натака снимаме. Еве камера број 3. Гледај сега добро, ќе зумираш прво овде. Личи на Герет Бейл. Зумирај уште, ете така. Можеш уште? Можеш уште да зумираш?
Ова е другар што личи на Герет Бейл. Отвори бленда, чекај, еве го. Али овој другар на друг тип, а се вика Андреј Андреев, само да може да зумират уште, или вие ќе го видите на страницата, одете на footballmania.show.mk, знаете ли колку личи на Суарес? Значи, овој што го испратил и му личи на Суарес, 2 маечки за него, а за првиот 1 маечка. Добро, фала ти многу. И уште еден зум ќе ми треба, пази добро. По отказот, Рој Ходжсон максимално го користи бесплатниот превоз за пензионери. Никот му е онака лабавко, мора да зумираш да го видиш. Рој Ходжсон, молим те зумираш. Види го. Види го, сликан у градски автобус. Браво, фала ти многу. И за онака лабавко, за тебе 2 маечки. Ова другово е све од интернет. И еден вика Андреј Андреев. Само дали доделивме на Андреј Андреев, доделивме 2 маечки, веќе му доделивме, али вика мојот сосед кој што е птен личи на Пујол и врти прасе. Прати го доле. Инаку атмосферата во овој момент спласна, овде во, еве го, другарот со личи на Пујол и врти прасе, просол. Фала ти. Атмосферава беше многу жештена овде во PR кафе, одлично се поминавме. Се дружевме со сите, фала им на сите што дојда, фала за гостите што дојда. Само да видиме во уште некоја рубрика да не имаме. Имавме видео, што ми кажавте од режија дека имаме не лука лайк, имаме нарадување, имаме нешто друго. Чекај да видиме уште нешто. Значи маечки поделивме. Се уште сме во трката за овие 2 телефони кои што ги поделиме на 10 јули. Постирајте на другите наши рубрики, а посебно на онаа што е удирање, еве ги ритуалите. Аха, еве го. Ритуалот вика на Тиво Б. Ѓорѓиев има пратено, мајичка за него. Ритуалот на Тиво Куртоа пред секој надпревар на белгиската репрезентација, секој пат кој ќе го фати камерата за време на интонирање на химната, Куртоа ја допира брадата. Може нема е ритуал, ама може едноставно се осеќа непријатно да го снимаат во крупен кадар, али добро. Нико Нака, нашиот другар што ќе отвори дуќанче уште малце со маичките, вика па наредил едно 20 реквизити со се вувузели со се, правење бучава. Сашо Аспруски вика, дај бе нека кажат овие коментатори што земаат пред утакмица, да земеме и ние, да ни е интересно, едно име не погоди кој што треба. Добро, тоа е во овие 2 рубрики имаме новости само, вие продолжете да постирате во сите рубрики што се останати на footballmaniashow.mk. Ние утре се селиме во Тетово, имаме супер гостин. Таму исто така ќе се дружиме, ќе се зезаме, ќе разговараме во еден клуб, во еден кафич во Тетово, ќе навиваме заедно. PR кафе да ги поздравиме овде во Струмица, повелете да ги проследите и останатите надпревари доколку не сте во Скопје. Инаку во Скопје се гледаме на 6, 7 и 10 јули на площад Македонија. Ако не сте во можност да дојдете, повелете во PR кафе, се гледаме. Иначе утре на footballmaniashow.mk во 20 часот и 30 минути се јавуваме од Тетово. Чао!